А во продолжение, во тема на ден интервју со Горан Ангеловски, председателот на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, со него разговараше Наташа Гркова-Петрушевска. Започна пробниот период за безбеден град. Се чини дека возачите си ја научија лекцијата и возат побезбедно и повнимателно. Како ја оценувате моменталната состојба со безбедноста во сообраќајот и кои се најголемите предизвици? Системот за електронско документирање на сообраќајни прекршоци, безбеден град, без малку еден месец е во пробна функција во градот Скопје, Куманово и Тетово. Огромен број на сообраќајни прекршоци се регистрирани во првите неколку дена. Уште во првата недела од имплементацијата на системот значително се намалија пред се поради промената на начинот на управување со возила од страна на учесниците во сообраќајот и одговорното однесување кои тие го покажуваат во изминатиот период. Секако дека исклучоци од ова постојат и кај одредени поединци со своето однесување ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот. Но онаа што сакам да го посочам како тренд е намалување на бројот на случајни сообраќајни незгоди со загинати лица, кои во овој момент е 3 лица кои го загубиле животот во првите 25 дена од месец декември, споредбено со истиот период во декември минатата 2024 година, кога во сообраќајни незгоди животот го загубиле 8 лица. Трендот на значително намалување на бројките се должи пред се на смирување на сообраќајот како резултат на системот безбеден град, но секако и подигнување на свеста кај граѓаните од значењето на одговорното учество во сообраќајот и личната одговорност како учесници во сообраќајот. Во таа насока, дозволете ми кратко да додадам дека бројот на случајни сообраќајни незгоди со загинати и повредени лица во изминатиот период е намален за повеќе од 40%, споредбено со истиот период во месец декември минатата година. Кога станува збор за територија на градот Скопје, онаа што е одличен показател е бројката од 0 загинати лица во првите 25 дена од месец декември, кога во минатата година во истиот период животот го загубиле 5 лица. Анализите покажуваат дека главните причини за случување на сообраќајните незгоди се човечкиот фактор и непочитувањето на сообраќајните правила и прописи, како што се управување под дејство на алкохол, непочитување на ограничувањето на брзината на движење, поминување на црвено светло на семафорот, недавање првенство на минување на возила и пешаци и неправилно вршење на дејствија во сообраќајот. Учествувавте во креирањето на измените на законските решенија за безбеден сообраќај. Што конкретно ќе се подобри со овие законски измени? Републичкиот совет, како советодавно тело на собранието и партнер на Министерството за внатрешни работи, активно учествуваше во подготовката на измените на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата со цел да донесат законски измени и решенија кои што системски ќе влијаат да се зголеми безбедноста и намали бројот на случајни сообраќајни незгоди, бројот на повредени и загинати лица во истите. Со законските измени кои што овозможуваат имплементација на системот безбеден град, а со тоа ќе се исклучи и факторот човек при одлучување за прекршоците. Истите ќе бидат директно санкционирани од страна на системот и веднаш ќе бидат доставувани до сторителот, а со предвидените измени ќе се скрати и постапката за процесуирање и документирање на сообраќајните прекршоци. Сето тоа ќе има директно влијание врз големување на сообраќајната дисциплина. 80 представници на ЗЕЛС подпишаа декларација за безбедност во сообраќајот на патиштата. На што се обврзаа со оваа декларација? Преку подпишување на заедничката декларација за безбедност на сообраќајот на патиштата, присутните градоначалници и представници на единиците на локалната самоуправа јасно се обврзаа на конкретни мерки и активности со цел унапредување на безбедноста на сообраќајот во нивните општини. Оваа декларација не е само формалност, туку и заложба за директна вклученост на сите засегнати страни од чии политики и мерки
На локално ниво зависи безбедноста во сообраќајот на патиштата во локалните заедници. Во текот на оваа година спроведовте голем број на кампањи. Според вас, кои од нив имаат најголем ефект во однесувањето на учесниците во сообраќајот? Републичкиот совет континуирано во текот на целата година спроведува голем број на превентивно-едукативни кампањи насочени кон различни категории на учесници во сообраќајот. Од наш аспект, најголем ефект врз однесувањето имаат кампањите кои што се спроведуваат долгорочно и се фокусирани и директно насочени кон едукација на најчестите причини за случување на сообраќајни незгоди. Преку другите кампањи бележиме добар ефект кај возачите преку кампањата Вози одморен, која се реализира во екот на летната туристичка сезона и има за цел да укаже од важноста и почитувањето на сообраќајните правила и прописи со посебен акцент на влијанието на заморот за безбедно управување на возилата. Понатаму кампањата Безбедно на матурска вечер, која беше спроведена во сите средни училишта во државата и имаше за цел да ги едуцира и да укаже на матурантите за време на прославите да не користат моторни возила на матурските прослави. И во оваа прилика сакам да потенцирам дека оваа година не беше евидентирана ниту една потешка сообраќајна незгода во која учествуваа матуранти. Понатаму успешен ефект донесуваат и кампањите Користете сигурносен појас, Не пи додека возиш, ако возиш немој да пиеш, не користите мобилен телефон додека управувате со моторно возило, користете заштитна опрема за мотоцикли, лица кои управуваат електрични тротинети и велосипедисти. Колку според вас е важна едукацијата од најрана возраст кај децата за да се стекне она сообраќајна култура и се разбира по-безбеден сообраќај? Републичкиот совет реализира кампања под насловот да ги заштитиме децата во сообраќајот, која е една од најзначајните активности на Републичкиот совет, кои се спроведува во текот на целата учебна година во сите основни училишта и детски градинки. Она што ја прави оваа кампања важна е фактот што таа е насочена кон највредното што го имаме, а тоа се децата и младите. Имајќи во предвид важноста од едукацијата и континуитет на истата, на иницијатива на Републичкиот совет, во соработка со Бирото за развој на образование при Министерството за образование и наука, беше предложено и дополнети теми и содржини од областа на безбедноста во сообраќајот за едукација на учениците од 7 до 9 одделение во основното образование, како воннаставни активности кои ќе обработуваат теми од областа на безбедноста во сообраќајот. Целта на овие содржини е преку интерактивни и практични активности да се подигне нивото на свест и одговорност кај учениците како активни учесници во сообраќајот. Алкохолот и воланот не се добар пар. Ова е новогодишната кампања. Што е најбитно за одговорно и безбедно учество во сообраќајот? Новогодишната кампања, која ја носи пораката "Ако пиеш не вози, ако возиш не пи", секој живот е важен, има за цел да ги потсети возачите на одговорно чествување на празниците. Мојата најважна порака до граѓаните е: секој живот е важен, ако пиете, немој да возите, ако возите, немојте да пиете. Не си ги уништувајте празниците и не дозволувајте непочитувањето на правилата и прописите, невнимателното, неодговорното и нетолерантното однесување во сообраќајот да го нарушат мирот и спокојството вам, на вашите најблиски и останатите учесници во сообраќајот. Уживајте во празничното расположение, прославувајте одговорно, возете безбедно, користете јавен превоз. Бидете пример за одговорност, особено пред младите возачи. Не заборавајте, секој живот е важен. Прославувајте одговорно. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. А тука е крајот на Централниот дневник. Останете со македонската телевизија, следува директен пренос од одбележувањето 80 години Македонски народен театар.